На средби со жителите на Инџиково во општина Газибаба, кандидатите за градоначалници на Скопје и Газибаба од ВМРО ДПМН Орце Ѓорѓиевски и Бобан Стевковски ги представија своите планови за овој дел од општината. Ѓорѓиевски истакна дека со големо внимание ги слушнал идеите, барањата и секојдневните проблеми на граѓаните, особено оние кои зависат од работата на градската администрација. Тој даде уверување дека во него и во Стевковски граѓаните ќе имаат вистински партнери кои ќе се борат да се решат проблемите. Во општина Аеродром и синоќа и утрово се чувствуваше миризбата на запалена гума, пластика и друг вид на ѓубре. Аеродромци преку социјалните мрежи негодуваат, посочувајќи дека неподносливиот воздух повторно доаѓа од Вардариште, каде веќе неколку дена гори дива депонија. Ова е причина за протести кои се одржуваат веќе 3 дена во аеродром. Граѓаните бараат од надлежните институции да преземат итни мерки за да го снема отровниот воздух. Инаку завчера мерка притвор им беше изречена на 3 лица осомничени за загрозување на животната средина и природата со отпад на Вардариште. Како што посочува полицијата, тие долг период создавале дива депонија со која можеле да предизвикаат значително оштетување на квалитетот на почвата, воздухот или водата и да предизвикаат опасност за животот или здравјето на луѓето. Само заедно можеме да му дадеме шанса на Скопје да стане град по мерка на човекот. Порачуваат од платформата Независни заедно на пресконференција посветена на проблемот со загадувањето. Горан Марковски, кандидат за градоначалник на Скопје, осврнувајќи се на актуелниот проблем со депонијата Вардариште, рече дека ќе изумреме како диносаурусите ако не се справиме со загадувањето. Тој додаде дека има стручни и професионални студии, акциски планови и препораки изготвени за Вардариште, но проблем било што досега немало политичка волја за да се спроведат. Еколошки контейнер за собирање, селектирање, рециклирање, преработка и отстранување на отпаден текстил доби основното училиште Владо Тасевски од Друштвото за управување со отпад од текстил Екотекс Груп. На настанот градоначалникот на Карпош Стефчо Јакимовски истакна дека на овој начин сите граѓани ќе можат да ги одложуваат своите стари и непотребни алишта во овие наменски и специјализирани еколошки контейнери, наместо да ги оставаат во класичните контейнери. Тој упати апел до сите карпошани непотребната облека и сите текстилни материјали кои им зафаќаат простор во домовите, а сакаат да се ослободат од нив, да ги одложуваат во овие специфични и наменски контейнери, за потоа истите преку рециклирање да имаат употребна вредност. Продолжи судењето за случајот онкологија. Денеска поранешниот директор на клиниката за онкологија Никола Васев, кој заедно со уште тројца онколози е обвинет за несовесно лекување пациенти, пред основниот кривичен суд Скопје рече дека не се чувствува виновен за кривичните дела кои му се ставаат на товар. Обвинението ги товари лекарите за продолжени тешки дела против здравјето на луѓето и несовесно лекување, при што кај 29 пациенти биле применети неподобни терапии, со отстапување во дозирањето и без соодветна проценка на здравствената состојба. Обвинителството најави пред судот дека ќе изнесе докази како првообвинетиот Никола Васев свесно и систематски постапувал спротивно на основните начала, при тоа предизвикувајќи тешко нарушување на здравјето на пациентите. Ауди со скопски регистарски ознаки синоќа околу 20 часот и 45 минути на булеварот Борис Трајковски во Скопје удрило во 36 годишен скопјанец кој излегувал од својата Тојота. Тој со тешки телесни повреди е пренесен во градската општа болница Свети Наум Охридски. Причинителот на несреќата според информацијата од МВР побегнал. Извршен бил увид од јавен обвинител и увидна екипа од ЦВР Скопје и се преземаат мерки за пронаоѓање на возачот. Скопјанка се здобила со тешки телесни повреди при влегување во лифт во зградата на Македонската радиотелевизија. Како што информира од секторот за внатрешни работи Скопје, од градската општа болница Свети Наум Охридски било пријавено дека кај нив била донесена 52 годишна скопјанка, која се здобила со тешки телесни повреди при влегување во лифт во зградата на МРТВ. За настанот бил известен трудов инспектор.
Водата за пиење во Скопје е безбедна, покажаа мониторинг активностите за испитување на квалитетот и безбедноста на водата на секторот за санитарна контрола при јавното предпријатие Водовод и канализација. Оттаму објаснија дека проверката е правена на 46 примероци од водоводната мрежа на град Скопје, од кои 5 примероци сирова вода од бунарскиот потек Нерези Лепенец. Во аеродромскиот парк Авионче од денеска до 8 септември ќе се одржи првиот фестивал на улична храна. На него ќе биде понудено уникатно гастрономско и музичко доживување за сите генерации. Од општината соопштуваат дека на фестивалот се очекува да се обединат 12 познати брендови за храна, кои што ќе понудат 4 различни кујни: американска, европска, регионална и ориентална. Покрај храната, фестивалот секоја вечер од 17:30 до половина час по полноќ ќе нуди и музичка програма. Програмата ќе биде збогатена со интерактивни активности како надпревари во брзо јадење, квизови, трки и други забавни предизвици со награди, што ќе го направи фестивалот атрактивен.